и знаете дека после вестите традиционално го имаме првиот гостин во студио, кој што ова утро заедно со мојата колешка Слободанка ќе не внесе малку во светот на музиката, секогаш поведра тема која што навистина и не инспирира, ама и не смирува. Еден срдечен поздрав за Давид Миладинов, оперски пејач. Добро утро, Давид, добро утро од Сопче и за тебе. Одлично изгледаш. Благодарам. Како за на концерт. Да, нели? Да. Сега и ќе си слушаме такво нешто. Прекрасно. Давид нема проблем да ни запее нешто од пораните утрински часови. Да. Не се плаши од тоа. Драго ми е што имате инспиративен разговор и што нешто промотивно, премиерно ќе имаме можност да погледнеме. Повелете. Ти благодарам за најавата. Добро утро и од мене. Добро утро, И добре ни дојде од Штип. Добро ве најдов. Да. Благодарам за поканата. Некако ни тргна и кажува и на сузе во текот на вчерашната наша утринска програма. Имаме Берово, Прилеп, гости, еве сега и од Штип и убаво е така надвор од Скопје да излегуваме и да имате време да ни доаѓате во утринската програма. Давид, оперски пејач, веќе познат, но имаш искуство и со медицината, можеби нешто ќе имаме време и за тоа да поразговараме, но сега сме ова утро повеќе се разбира за музиката. Драго ми е што си дел од овие утрински часови. Исто и мене ми драго и благодарам што сум поканет во вашата емисија утринска. Драго ми е секако и на наше исто така задоволство, затоа што е еден човек кој што ето со толку убава и позитивна енергија која што ја носи во себе, самата насмевка и како велат сјајот во очите, тоа ни го кажува. И за нас е убаво да ни тргне денот. Ке зборуваме за она што ти го имаш и како нешто ново, во твоја изведба поточно кажано, затоа што убаво и кога младите сакаат да ги преработуваат, односно да имаат една мощна интересна преработка, можеби во малку поинаков стил, но на нашите убави македонски песни, но во овој случај учиме мајко карај ме. Мама те учеше и ме караше за да дојдеш до овој степен, да бидеш еден толку воспитано момче, но тоа и веднаш исто така се забележува. Ако не учеле мајките и ако не карале, и денес ако не е така, ништо како се вели не бидува од нас. Се слагам. Ајде малку сега да позборуваме, ние ќе погледнеме и фотографии како се снимаше ова видео издание и како дојдовме до идеја и зошто токму за оваа песна. Повели. Конкретно за песната Учиме мајко карај ме, идејата дојде толку многу спонтано да кажеме. Јас сработивме, вака би почнал, јас сработивме со еден музичар кој што е еден од подобрите, да кажам, музичари, гитаристи, кој што исто така прави аранжмани, музика, Роберто Кентаур, те го поздравувам, кој што навистина ми даде некоја инспирација. Така. Еве, јавно затоа го кажувам тоа, да ајде да сработиме нешто што ти си, да кажеме, така ми вели, ти си најдобар во тоа. Односно, веќе знаете дека и на нас имам направено веќе послушате Патриоти, кога пада на Пирина. Ги почитувам оние стари македонски песни, да ги преработувам во некој понов, да кажеме, стил. И така што затоа и настана соработката со Роберто Кентаур. Седнавме во студиото, почнавме да ја работиме, ајде да видиме. Ја поставивме Учиме мајко карај ме, па ова, па она, почнав да пеам. Ти си се пронети. Да, се пронедов, ете и имаше момент каде што кога пеев у студиото, излегувам од студиото, ја завршив песната и ми вика, дечко, вика, па што ми направи, вика. Со твојот оперски глас. Што сме, еве ги гледаме и фотографиите, овие се токму од снимањето на видеоизданието. Каде се снимаше Учиме мајко карај ме ова моментално е во твоја изведба? Баргала, да. Баргала, тврдина после Штип, спаѓа под Штип, да кажем, под општината. Да, и некако ни беше многу интересно место. Ова ни е девојката која што која го разобавува. Глумеше, да. Така да кажеме, Мери. Ова е Петар, кој што заедно исто така свириме. Настапуваме Петар Хаджиев. Ете, ова се некои интересни слики од самиот спот. Така. Да. Колку време е потребно за едно видеоиздание? Еве барем конкретно за овој спот. Колку дена се снима? Па ние го снимивме искрено во еден ден. Одлично, меѓутоа целиот, да кажем, целото поставување на спотот траеше
доста време, бидејќи многу идеи, знаете, Да, додека се произлегуваат измонтира. многу идеи, кога Да. саки да го пуштат, ај ова да го ставиме, ај ова да го ставиме, и стално ти доаѓаат нови работи, и барем така мислам дека е доста иновативен како спот. Нешто малку на поинаков начин луѓето да видат, нели, Така. и убавината на Македонија, меѓутоа како да ги наречам овие матрикс одела, нели? Да. Да, се специфични. Ова е, например, сликата на, како се вика, на Пониква. На Пониква. Гледачите има можност да ги видат сликите. Ние сега повторно ги гледаме во на долниот екран, но Така. секако дека ги погледнаа. Така. И зошто да не уште еднаш ќе ги извртиме, затоа што она што е многу важно и многу убаво за мене е кога младиот свет, со оглед на тоа дека ти спаѓаш во токму младиот свет, Така. се интересира, ги сака македонските песни и секако и на ваков начин. Да. Повторно, тие живеат, да, меѓутоа кога вие младите ги препевувате и во ваш стил и во ваша Така е. изведба, тие добиваат нова динамика, добиваат нов живот и добиваат нов дух, млад дух, Така е. затоа што едноставно така се живее и Така така е. се продолжува понатаму, кога вие ја негувате нашата убава македонска песна. Давид, кажавме, да, еве си ги гледаат гледачите фотографиите, како изгледа снимање на едно видео издание, но кажавме и споменавме дека имаме преработено и еве ќе се подсетиме за оние убавите послушајте патриоти, Да, така. наша македонска убава музика. Македонија ја носиме во срцето. Така. Дефинитивно. Така. Дефинитивно. Секогаш. Како се развива еве тоа чувство? Конкретно ќе кажеме на гледачите како пример кај еден млад човек. Па мислам дека тоа е некако и природно и домашната култура, како што рековме, од родителите, која се пренесува од човек на човек, да кажеме. Бидејќи или го сакаш тоа, или го правиш со срце, нели како што рековте, или не го правиш. Затоа и во музиката, во македонската музика се пронаоѓам, нели? Најчесто кај нас што правиме ние македонците? Најчесто ќе пееме сосема друга музика. Нема да пееме македонска музика. Не си го почитуваме нашето. Не, јас сум секогаш за наша музика, да направиме нови песни, да докажеме дека ние македонците имаме седмосменски ритам, така? Специфичен кој што никој го нема. Така е. Значи ние имаме нешто со што треба да се гордееме. И затоа каде да одиме ние општо еве србите што велат за нас. Во Македонија ако не знаеш да пееш, ти не си македонец. Тоа е правата Па и вистина. да играш исто така. И да играш, така, да. Да. Така да мислам дека сите го носиме внатре во нас, но треба да се побуди кај останатиот дел на луѓето, да Да ги кажеме. освестиме. Да ги освестиме. Многу повеќе има Така луѓе е. кои што голем број на млади што тоа ме воодушевува да бидам искрена. Да. Ја сакаат и почитуваат македонската Да. песна, па поготово и македонската народна изворна песна и Така оние е. староградските Да. кои што се бараат, меѓутоа кога зборуваме за некои поголеми настани и празници, прво треба на прво место да сме ние како Така е. македонци со наши изведувачи, а потоа останатото. Останатото. Така, да. Ајде малку ќе ги подсетиме и гледачите, ќе ги искористиме овие минути, па ќе го пуштиме и видеоспотот, малку да уживаме во Учиме мајко кареме, Може. наша толку позната исто да македонска народна песна. Да ги подсетиме кој е Давид Миладинов. Така? Да. Од минатото. И да не бидеме вака многу скромни, како што сме домашно воспитани, Така. туку едноставно да си кажеме кој е си Давид каже, Миладинов. Да, така. Јас потекнувам од Штип, инаку завршив на факултетот во Скопје, Кирил и Методи, музичка академија, соло пеење. Нормално, затоа и учев, за да станам еден ден, сонот ми беше оперски пеач. Оперски пеач. Така и еве можам да искористам оваа прилика дека веќе од скоро време, од пред една недела, може и 2 недели, сум вработен во опери и балет. Секоја чест. Тогаш честитки од мене и посакувам долгогодишна работа и Благодарам. многу успеси да ја представуваме Македонија Така е. и да патуваме надвор од границите и да знаат какви ние тука имаме млади луѓе со толку гласовни способности. Така Ако е. сакаш да ни докажеш дека тоа е можно и од пораните утрински часови, повели Може. со некој рефренче. Може. Една Што ќе си интересна одбереш на тебе македонска си песна. оставам. Малечок бев и уште не знаев дека плачат и возрастни
Одеднаш глеј врз мојот хартиен змеј, капна солзи на мајка ми. Во сочни лица оловна тишина и прекриени огледала. Еве ти парен број донесе стариот мој, Тивко шепна најмила, не ти е лесно знам, мислиш светот се распаднал, а секое лошо за добро е, што и да е, ке помине. Одличен избор, браво, браво. Што и да е, ке помине. Драго ми е што еве без никаков проблем можеме да пееме од да кажам, па да, уште сме по раните утрински часови, 7 часа 45 минути, некој сега и се буди, така. Е проблем за гласот. Не е проблем за гласот, како го чуваме и негуваме? Со оглед на тоа дека и си оперски пејач. Така, па веќе посериозно станува од кога веќе сум вработен во опера, така што ќе внимавам уште повеќе на гласот. Па знаете, начинот на живот е многу битен, спиењето, одмарањето. Верувам. Да се избегнуваат оние, да кажеме, газирани сокови, така да ги наречеме, ладно, нормално се подразбира, пошто ете, доаѓаат моменти кај што ќе настинеш, неочекувано, па може да има проблеми, и да стануваат проблеми со гласот, знаете, тоа се драстични промени во гласот. Драстични промени е сериозен проблем, може да се случи нели пред настап некаде. Така. И ми се случувало нормално. Сега ќе работиме и на двете работни места, и во медицината, и како оперски пејач, ќе постигнеме се. Да. Посакувам многу здравје пред се, нормално, и во медицина сме во Жан Митрев, така рековме. Да, во Жан Митрев клиника, односно Филафарм, ние веле другерија, која што ние сме главен увозник на брендот Ортомол. И ние сме тука навлезени во медицината, малку не посоветува, и малку кога влегов останав зачудена што е темата на разговорот со еден оперски пејач, а зборуваме за тоа кои витамини ни се потребни, да се советуваа колегите со тебе, но потоа веќе готово јасно ми беше се. Многу ми е драго што имавме можност да си поразговараме ова утро, посакувам многу успеси, како што кажавме, еве сме и во Македонската опера и балет, сигурно дека ќе патувате, ќе ја представуваме надвор Македонија, пак имаме можност повторно да си разговараме ете за твоите понатамошни успеси во операта. И благодарам што одвои време, што ни допатува од Штип, а она што ќе ни преостане да потсетиме само уште еднаш, еве кој се работеше, научиме Мајко Карајме, кој ти помогна во сето ова, и да си ја слушнеме песната во твоја изведба. Така. Конкретно музиката ја направи, како што реков, аранжманот Роберто Кентавор. Сите тие што учествуваа во самиот проект, видеото го направи Интебе. Тоа е продукција од Охрид, Ване Петковски, исто така огромен поздрав. До него веќе долго време соработуваме со него и претходните, да кажеме, сите спотови се снимени од страна негова. Така што и ќе продолжи соработката, понатаму мери која што ни е нели делот од убавината, да кажеме, на самиот спот. Убава наша македонка. Да, мейкап, она, да кажеме, ни го правеше Дарко Наковски, исто така поздрав до него и огромна благодарност, секако морам да искажам до сите до општината Виница, Штип, АЦ ЕАМ, да, понатаму на Даблин Паб и исто така Хотел Оаза. Тоа се нашите спонзори, кои што огромна поддршка ни дадоа. Сепак колку е поголем, колку треба да е голем тимот за да се дојде до една реализација на видео издание. Ние вака кога ќе се погледнеме, убаво за око, убаво за уши, меѓутоа сепак се работи. Нема тука ништо не е лесно, како велате, ништо не се случува преку ноќ. Уште еднаш големо благодарам, ќе уживаме сега во Учиме Мајко Карајме, те очекувам повторно да ни бидеш наш гостин и ќе ги поздравиме нашите гледачи од Штип, а посебно ќе упатам поздрав до твоите родители. Може ли така? Благодарам. Фала ви многу. Што воспитале вака едно прекрасно момче.